Катанци на вратите, темница, тишина, затворени клубови, празни улици. Главниот град целосно згасна. Наукниот живот во метрополата речиси и да не постои. Младите се оставени сами на себе да се организираат и дружат, но за жал нема каде. Главно се собираат во мали групи на клупите во нивните мала или по парковите. Граѓаните се жалат, а угостителите алармираат дека Скопје стана најдосадниот град за излегување. Излагам, зависи кога. Обично пред зграда, пред улица и така. Обично сидиме дома. Огромно имаше повак ноќен живот. Ноќниот живот во Скопје почна да замира уште пред нешто повеќе од една деценија, кога на рестораните и кафулињата им беше ограничено да работат до полнок или до 1 часот наутро за време на летото. Кој сакаше да работи до подоцна, мораше да извади посебна лиценца за ноќен клуб, која за да се добие требаше да исполнат строги критериуми. Капката која прели чашата беше трагедијата во Кочани. Тогаш се направи проверка на сите клубови и се дојде до фрапантни податоци, дека само 1 или 2 ги исполнуваат условите. Така што од сите ноќни клубови што некогаш работеа, моментално работи само клубот 12-12. Останатите се затворени или се уште чекаат дозволи. Не е само отварањето на клубови да има ноќен живот, него барем од тука треба да научиме некоја лекција, што не треба да се повтори, а покрај тоа треба да отидеме чекор напред. Луѓе за излегување секојаш ќе има, на луѓето им треба забава. Колку е понудата квалитетна, толку и луѓето ќе имаат причина за да излегуваат. Проблем не е само што нема клубови, туку и што и рестораните и кафулињата се повеќе се празнат. Скопје станува доседен за излагање, а разликата од претходните години е драстична, како да се вративме 10 години назад во времето. Главна причина е огромниот раст на цените и паѓање на куповната моќ на граѓаните. Но угостителите тврдат дека причините не се само економски, туку дека проблемот оди многу подлабоко. Со затварањето на клубовите се осеќа пат на излезеноста на луѓето и во баровите, и во рестораните, и во кафичите, бидејќи се до моментот со затварањето на дискотеките имавме посетеност и во баровите, и во кафичите, и во рестораните, и во ноќните клубови покрај повисоките цени. Таа вели дека како угостители сите треба малку повеќе да се ангажираат во однос на задолженијата што ги имаат кога е во прашање отварањето на угостителски објект. Скопје има и друг проблем. Има помалку културни манифестации, концерти или воопшто помалку настани. Како и да е, градот останува празен. На младите им останува да си купат по некое пиво и да си седат на клупите, се додека некој не изгради стратегија како да ги извади од мракот.